Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка, на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола Насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле Насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И Свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години, само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста Тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено. Да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив: бела, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од кај вас започнато се до Јапонското море.
Сите бели луѓе, ваши браќа се, и сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, во Врлево. Каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кој сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души, вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам. Јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците, светот да ја дознае, оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослове да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Блажено. Амин. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Драги слушатели, добар ден. Само еден поглед врз масивните бетонски зидини на Филозофскиот факултет во Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи е доволно да сватиме дека оваа институција ни дава ветување дека овде и сега се случуваат најважните моменти на секој професор, но и студент. Изненадувањето се случува кога ќе го пречекорите прагот на кабинетот на професорката Виолета Ачковска. Таа се издвојува од останатите колеги по многу нешто, ако се додаде дека е и доктор на историски науки, а воедно и раководител на постдипломските студии на Институтот за историја со архивистика, тогаш во цело сум почестен и задоволен од фактот дека професорката денес ќе ни биде соговорничка во емисијата,
а има и многу интересни лекции да ви раскаже во наредниот час од историјата на современата македонска држава. Во почетокот на разговорот се досетив на една мудра белешка за поранешните даскали, учители, професори. И вели: не сите професори по историја се и духовни бранители. Некои дури не ни представуваат честица на духот на професорката по историја Вилета Ачковска, бидејќи таа беше единствената интелектуалка која се осмели во периодот на транзицијата и осамостувањето на Република Македонија да се нурне во архивите на метрополите во многу земји. А би сакал од длабочините на душата да ја доживам животната патека на професорката. Оттогаш таа чекори со возвишена свесност и не воведува во историјата и во вистината онаква каква била, а не според научените лекции по историја и читанки кои ни ги напишале по нечеј диктат во поранешните времиња. Неисцрпна е темата за историјата, поточно за човековата цивилизација, која впрочем е единствена и автохтона овде и тука во цела Македонија. Но историјата и легендите се испрепетуваат во минатото на тлото на Македонија, а за осознавање на историјата ќе проговориме во денешната емисија. Во долините на незините научни постигнувања, кон отварање на многу табу теми од историјата на современата македонска држава, во лекции и печатини текстови во книгата се напишани во мноштво лекции, но се темелат врз основа на неколкуте деценијски истражувања, појави, процеси и настани на личности од поновата историја. И да бидам искрен, забележав во незиното друштво, во кабинетот каде бев, како и сеќавањето од многуте незини настани по електронските медиуми, ретко каде денеска и овде, во високошколските државни установи, ќе наидете на толку смирена професорка, со смиреност и трпеливост, со кој таа се однесува кон секој студент, колега, како што е нашата денешна соговорничка, професорката и доктор на историските науки Виолета Ачковска. Добро дојдовте во емисијата професорска Виолета Ачковска. Ви благодарам. И ете на почетокот, покажувајќи ги вашите книги на мојот драг пријател Миле Димовски, ме замоли да ви пренесам за еден поинаков наслов на вашата книга Осознавање на историјата на веќе значајната историја за Македонија. Од која лекција да започнеме и му дадеме објаснување и дали е доволен напишаниот предговор на книгата во која вие наведовте дека новата сегашност секогаш бара и нов поглед кон минатото и наслови кои соодействуваат со сегашното битисување. Токму така. Може би ова мисла со која започнува книгата Осознавање на историјата може да биде мото за сите идни историчари. Так. Дека секоја сегашност бара нов поглед кон минатото. Тоа значи пат на зреење. Времињата се менуваат, се раѓаат нови генерации со нов сензибилитет и секогаш науката и истражувањата во науката треба да бидат прилагодени на сензибилитетот на младите луѓе. Така. Токму јас како професор и педагог пред се тргнувам од тие погледи на младите и може би секогаш викам дека јас никогаш нема да остарам, бидејќи секогаш сакам да го гледам светот со очите на младите, со очите на новите генерации. И тоа може би ми дава дух да не се закостам, да не станам догматик кој робува на одредени догми, готови, напишани историски лекции кои не смее никој да ги препрочитува, нити да ги променува. Новите научни откритија, новите методолошки пристапи, новите потреби на времето бараат секогаш науката да бара и нови патишта и нови толкувања на другите науки, но посебно на историјата. И токму затоа ние живеевме во едно закостено време, за кое до 90-тите години имавме една генерална, официјална вистина на историјата, за која не смееше да се даваат други толкувања, поинакви толкувања. Таа историја беше преполната со табу теми, со затворени досиеа, со личности кои не смеевме да ги спомнуваме, а со кои требаше да се гордее македонскиот народ, личности со кои ни беше скратен дел од нашиот идентитет. И наместо ние да се чувствуваме горди македонци, бевме
некако трансформирани во свеста дека ние без Југославија, без југословенството не можеме да опстојуваме како македонци. Значи токму тие такви толкувања на историјата, тие забранети теми ми беа предизвик. Секогаш сум била храбра како личност, секогаш да ги кажувам вистините, но врз база на аргументи, а не со етикетирање идеолошко и политичко, така што сето тоа беше предизвик на површина повторно, ете да го вратиме еден Ченто, еден Павел Шатев, еден Панко Брашнаров, личности кои имале висок морал, голема етика, голем македонски патриотизам, а кои не смеа во период од 4-5 децени да бидат споменати во нашата држава, и со тоа македонците многу се осиромашија во нивната национална гордост. Останавме нација без гордост, да немаме на кого да се гордееме. Мощно интересно и убаво искажано, но во вашата книга започнувате со историчарот и теоретичарот на историски науки Петар Бицили, во кои разликувате две основни категории на мемуари. Всушност, тие се извори на зачетоците на историјата како поим. Да, тоа е дел од лекциите кои ги држиме на нашите студенти на методологијата на историското истражување, и секако мемуарите како такви трудови се значаен извор за историчарите, онаму каде што педантните служби ги избришале официјалните документи. Таму каде што немате документи, мемуарите се важен историски извор за да пополнат одредени празнини во историското истражување, за да може да се направи целокупниот мозаик на сликата на еден историски настан или на делувањето на една историска личност. Но мемуарите некогаш се и литература, кога за одредениот настан ние имаме извори од прва рака, оние кои ги викаме примарни извори, кои настанале во моментот кога се случувал настанот. Но мемуарите секогаш се убави и добредојдени, значи бидејќи низ мемуарите одредена историска личност ни ги пренесува низ незините ставови, одредени гледања кон времето, кон историјата и така натаму, и секогаш треба да се како литература да ги читаат и да ги користат нашите студенти по историја, а понекогаш да прават и компарација помеѓу она што на вистина се случило како документ и она што одредена личност сака да ни го презентира на еден нејзин субјективен начин. Тоа е интересен еден пристап во историските истражувања на којате ги учиме нашите студенти да истражуваат. Професор Кабилета, еве, се задржуваме на видот на извори, па велите значени историски извори, се разбира, проткаена со митологија, се делата кои припаѓат на античката книжевност на Хомер, Хесоид и големите епови на источните народи и така натаму. Тоа е време кога вие немате пишувани извори, кога имате одредени надписи на камен и така натаму, но овие куси надписи не можат да го дадат во целост животот на одредени народи. Токму еповите, например на Илијада или на Одисеја, често пати им ги давам на студентите во воведот на историјата да ги работат како историски извори. Што ни кажуваат за начинот на живот, обичаите, односите помеѓу семејството, таткото кон децата, кон жената и така натаму. Значи тоа представуваат слики на животот на едно далечно време за кое немаме други надписи. И токму под таа нивна одредена митолошка глазура која се дава, може да се открие начинот на стопанисување на живот, односите, начинот на војување, значи многу нешта да се даде на реконструкција на животот во минатото на луѓето, и на царевите, но и на обичниот војник, на обичните луѓе и така. Професор Виолета, еве се задржуваме се уште под насловот Осознавање на историјата, нека биде лекција за господинот Димовски. Неоспорно е дека изворите кои се чуваат во архивите како специјализирани установи за прибирање, средување, евидентирање и чување на документите како културно наследство ја представуваат основата на историографското проучување од нивната содржина и можност за користење зависни истражувања на историјата. Ја споменавме тука архивата. Започнувате оттаму да ги користите како материјал за оваа книга? Да, сигурно. Архивите секогаш представуваат основата, фундаментот на еден историчар, од каде тој ги црпи сознанијата на минатото. Но токму онаа прва мисла дека секоја генерација поставува други прашања и своји прашања пред историјата, токму тоа како ние ги толкуваме тие извори. Значи, едно е архивскиот документ, а друго е како историчарот ќе го протолкува. Значи, тука доаѓа до израз интелектот, умешноста, начитаноста, едното нивото на историчарот, како одреден факт кој постои во документот ќе го направи историски факт. Оти се што има во документите, тоа не е историски факт, туку толкувањето на историчарот од база на податокот од документот
се прифаќа како историски факт. И кога ние тоа ќе го објавиме во одредена книга и кога ќе стане општо прифатено дека тоа така токму тогаш се случило, тоа представува историски факт. Но секогаш, значи посебно за таа традиционална наративна историја, многу нам ни е важно историскиот архивскиот извор, изворниот материјал, тоа е фундаментот и од тука се тргнува. Посебно па за нашата македонска историографија, која е многу млада и за која се уште ние ги утврдуваме историските факти, бидејќи не сме имале наша држава, кој дошол не ограбил тука. Так. Од нашето културно наследство до пишуваните споменици. Значи ние сме на ограбена земја тотално и сега во поновото време се трудиме да ги собереме, да ги систематизираме остатоците, тие документи од тоа минато и така натаму. И во тоа успеваме, чинам. Па успеваме, сигурно дека успеваме, бидејќи успешно еве толку веќе се проучува македонската историја, влегува во семејството на европските историографии со значајни достигања. Професор Габилета, сме на тлото на Македонија, би започнала од годината на создавањето на кралската Југославија, СХС. Македонскиот народ спаѓаше во непризнаените народи во кралството на Југославија, држава со унитаристичка управа и хегемонија на српските политички сили. Таа беше третирана како дел од српскиот народ, а неговата историја се проучуваше од аспект на таа наметната припадност и се што се појавуваше како историографска продукција, посветена на одредени периоди и теми од македонската историја, беше представувана како дел од српската историја и култура. Тргнувајќи од едно такво историско наследство, современата македонска држава уште од самиот свој почеток и во однос на степенот на развојот на историографијата влегуваше со известен хендикеп, без искуство од постојањето на својата институционализирана граѓанска историографија до 1944 година. Тоа е историски факт, значи така тоа моравме, бидејќи оваа книга осознаваме на историјата, нели сме заедно со колешката Даринка Петрес како автори, тоа е факт од кој не можеше да се избега и не можеме да избегаме, бидејќи се до 44 година немавме своја држава. Точно така. А создавањето на државата ви овозможува да имате официјален јазик, да имате своји институции национални и обележја на културата, институции културни национални така натаму и ви овозможува целосен процуд на нацијата. Ние до 44 година бевме потиснати под тугиот државни, политички, културолошки и секакви значи влијанија во кои тешко одеше тоа осамостојување на македонците и посебно на културен план, иако веќе во овој период кога е најсилната српската асимилација во Македонија, почнува големото национално осознавање и пишување на македонски јазик, нели првите творби на Венко Марковски, на Кочо Рацин се појавуваат, се формираат различни кружоци каде што веќе македонскиот јазик се негува и тоа културно поле посебно се диференцира. Така, професор Габилета, со пишувањето на историографската литература беа ангажирани и некои од македонските писатели, публицисти и револуционери кои меѓу двете светски војни ги направија првите чекори во истражувањето и пишувањето на трудови за одделни аспекти на македонската историја. Меѓу нив беа Димитар Влахов, Ангел Динев, Васил Ивановски, Бистрички, Ѓорги Абаџиев, Павел Шатев, Ангел Жаров, Венко Марковски и Димитар Митрев, но и многу други. Да. Вие ги забележавте овие и во оваа книга се наведени податоците за нив, за кои што се и фундамент, би рекол, на нашата литература од посовремената. Да, и нашата веќе современа македонска култура, мислам, културата на 20 век, кој сепак еден век на силно македонско будење, национална македонска афирмација. Че сите овие се занимавале со различни теми од македонската, почнувајќи од Богомилите, античката историја, средновековието, историјата на црквата, но посебно еве Павел Шатев и други македонски, Ангел Динев, значи суштествува ли македонска нација? Која е македонската нација? Значи со прашањето на македонската нација, кои се многу значајни за ете македонците, за да не ни кажат дека нас коминтерната или комунизмот не создале како нација, туку постоеле творци кои немале баш и такви комунистички идеологии или погледи, но кои го осознаеле своето, посебно својата национална посебност и култура пред формирањето на државата. Бидејќи државата секогаш е таа
која ги создава нациите, обично во Европа и балканските држави, нити Бугарија, Србија, Грција, додека не ги создаде државите, еден голем период беа флутантни, голем дел од нивното население, но потоа си се конституира таа цврста нација, држава. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Професорке Ачкова, уште по конституирањето на Асновска Македонија во 1944 година, тогаш излегла брошурата Етнографската идеја на македонските словени од Ангел Динев, еден од афирматорите на македонската национална посебност, уште во периодот меѓу двете светски војни и како автор на неколку трудови за македонската историја кои биле подготвени во печат. Од нив, 1945-та изгледа првиот том од книгата Илинденска епопеја во издание на Народното издателството во Софија. Да, тоа е период во кој се уште дел од македонската емиграција, нели, живееше во Бугарија. Овие македонски творци, најголемиот дел живеа во Бугарија, бидејќи во Србија и односно во кралството Југославија беа прогонети, ги нема тие услови. И тогаш имаше единствен универзитет во Софија. И значи и таму тие луѓе се школува, но сепак во центарот на Софија, во сред Бугарија, тие се декларира дека се посебни, дека не се бугари. Не ја прифаќаа во овој период бугарската национален произнес и така натаму, и затоа е многу битно ова. Исто така тоа е период кога се до 48 година, нели, се вршат преговорите за македонско, односно југословенско-бугарско федерација. Бугарската официјална власт го призна постоењето на посебноста на македонскиот народ и токму затоа преку тој македонски институт овие македонски дејци во периодот 44-45 до 48 можеле да печатат вакви трудови кои афирмираат македонската национална посебност и на македонски јазик дури и така натаму, бидејќи ова е период во кој ние бевме признаени како посебност во рамките на Бугарија и во Пиринска Македонија. Тоа е период на културната автономија во Пиринска Македонија. Професорке Виолета, јас би го издвоил една маркантната личност, Димитар Влахов. Токму за тие потреби во 1947 година биле објавени во Скопје говорите и статиите на Димитар Влахов, одржани или напишани во периодот од 1945 до 1947 година. Навистина, што остави тој како сигурно аманет кон нашата генерација? Да, аманетот е тоа, значи, да се негува нашата историја, нашето историско минато, нашата посебност, така, култура, јазик, корени, така натаму, значи тоа е едно наследство кое сите овие, поготово во Павел Шатев, колку работи нови откриваме како е толкова, исто и Димитар Влахов и сите значи таа генерација ни остави еден аманет да си ја сакаме татковината, си ја сакаме Македонија. Таа беше генерација на нестрикна генерација која помина многу политички од турскиот османски режим, така, па српското кралство, па бугарското кралство, една генерација прогонета која немаше татковина и која согледа колку нам ни е потребно и што значи да имате татковина. Значи таа генерација која беше желна и која доживеа татковината, ни остави аманет да ја сакаме и да ја чуваме татковината. Мислам дека е тоа најголемиот аманет кој ни остави оваа генерација. Професорке, тука е споменат и Лазо Мојсов. Што тој остави белег? Значи дел од политичарите во овој период, посебно, значи, беше периодот на граѓанската војна со Грција, така, кога Македонија беше живо заинтересирана, иако официјално, нели, Тито ги правеше тие калкулации со големите сили, но целиот македонски народ и бројните македонски политичари, ние бевме живо заинтересирани, беа живо заинтересирани што се случува со македонците во Егејска Македонија. Так. И после тоа, па после 48 година кога се растурија односите со Бугарија, исто така дел од овие политичари го обработува и бугарското прашање како што го обработува и прашањето на македонците, так, во егејскиот дел на Македонија, односно во денешна Северна Грција. Значи и тие политичари дадоа едно свој поглед на сите тие случувања околу настаните и ја афирмира македонската посебност. Значи овој период од првите години е многу противречен. Од едната страна имате вие зацврстување на Титова Југославија, така, на централизмот, така натаму. Од другата страна па има еден силен
поттих на национална афирмација, значи да се наафирмира македонското, храброст и така натаму, така што до периодот до 50-тите години тој изблик од сите страни на големиот македонска афирмација, барање на правата на македонците, посебноста и така натаму и прашањето за обединување на македонскиот народ кој беше едно од клучните прашања. Но постепено после судиро со резолуцијата на Информбирото, овие кадри дел беа принудени од комунистичката власт и од Лазар Колишевски да се вратат во Бугарија, а дел како Шатев, Брашнаров и други завршија по логорите на Титова Југославија, беа тие луѓе физички ликвидирани. Значи, бидејќи премногу го истакнува посебноста на Македонија во однос на југословенскиот централизам. Со идейно-политичките и полемички интерпретации се представува и настаните од новата македонска историја која се однесува на Пиринска Македонија и емиграцијата во Бугарија, особено од времето по резолуцијата на Информбирото во книгата на Димитар Митрев под наслов Пиринска Македонија во борбата за национално слободување. Овој професор навистина остави и беше смел да ги каже на студентите во тоа време, беше ерес да се спомене македонштината или пак националното чувство. Не, но сепак има одредени интелектуалци задача во одредени политички моменти. Од македонското прашање секогаш се користеше во меѓусебните пресметки на големите сили и посебно Советскиот сојуз со Тито, кога дојде во сукоп Сталин-Тито, македонското прашање беше употребувано, злоупотребувано или во функција на заладување и подобрување на односите на Југославија со источниот блок. И во тие рамки дел од македонските ангажирани интелектуалци или политичари ја бранеа македонската кауза, но тоа со одобрение на властите. Они кои нема одобрение завршија поинаку, не завршија во академијата сигурно. Значи, во Македонската академија не завршија таквите, значи. Професор Билета, ајде опишете еден ден во тие архиви, споменавме нурнување во документацијата. Во кои градови, во кои метрополи бевте и Јас повеќе, бидејќи јас се занимавам со македонската историја, повеќе низ архивите на поранешната Југославија, Бугарија и така натаму, но значи во овие архиви, а дел од нашите колеги истражуваа многу подалеку, донесена е голем дел од таа македонска архива тука, и сега мене ми беше предизвик, почнав например да го работам мојот докторат прв пат кога влегов во тие архивите, колективизацијата на селото. Кај ќе работите мора во Македонија, Скопје. И знаете што однајдов? Илјадници документи, еден архив 270-280 кути, внатре хартија колку сакате, веродостоен документ, еден или два од илјадници документи. И тоа е таа современа историја која бара голема макотрпност. Значи, јас секогаш викам, тоа е конјска работа. Вие да во огромни пластови сено да барате игла, тоа е тоа истражување кога истражувате современата историја. Додека пак, овие кои истражуваат по старата историја, па ти има друг проблем, имат еден или два документи, па него мора да го вртат, да го сучат на различни начини, да го толкуваат. А кај мене проблемот е па по огромната маса на документи кои не се многу валидни како за мене истражуваш, бидејќи оние фондови кои биле најпотребни се исчистени. Например, фондот на Државната контролна комисија до 92 година, кога бев последен пат во Белград истражувам, беше забране тој фонд, не го дава на користење. А овде кај нас тоа била таа контролна комисија, сегде контрола правела. Значи во сите органи, во сите сегменти, две кутивчиња со неколку документи внатре, штури, ништо нема. Овде сосема исчистена ми е дадо да ја користам, но исчистена беше. Додека во Белград од 92 година беше под ембарго тој фонд и сега доколку воспоставиме односи, значи со Белград, можеби ќе видиме дали нешто ќе добиеме. Иначе 92 година јас од Македонија бил посреден истражувач кој отиде од Македонија, пред да ги донесе господинот Клюсев новите пари. И после тоа ставија клjuč на архивот и со години, 10-15 години, не дозволија ниту еден македонски истражувач да влезе во архивот во Белград. И се сеќам тога се на црно продавав, на зелени вена с девизи, можеа да ме уапсат. Беше многу едно густо време, беше 92 година на распад на Југославија, со многу страф успев да донесам многу куфери документација така. Затоа рековме смела и храбра, професор. Да, исто и од Бугарија, така обично ќе одат
нашите колеги им викаат сега копирајте ги документите, па после една година ќе ви ги испратим. Успеав со куфери некако да ги донесам и тоа беше голем ризик, знаете. Кај ќе чекаме на година да ми ги враќаат, да ми ги носат документите. Некогаш има и ризик, но треба да се ризикува. Така, професор Вилета, зар не се досетивте да некој ве прати со камера и да направите документарна емисија за која што навистина ќе беше илустративно кон нашите граѓани во Република Македонија? Сега памтам со каков страв тој во тој тунелот во Белград сум продавала марки за да земам динари да ги тие плаќам, тогаш немаше ни копери, ништо. Една марка, еден лист беше огромни, знам дека неколку плати во земав заем и така за да ги донесам документите и викам сум била паметна, донесов многу документи. После 15 години нема влегување во архивот во Белград. И сега гледам дека се преговара нашиот архив со околу наследството со документацијата, па повторно да се отвори да можат слободно додат. Јас тогаш кога бев исто се сеќавам дека купишта документи се гореа, Милошевиќ ги гореше, огромни книги, документи, масовно се гореше, архивот на Јосип Броз Тито и архивот на ЦК на Југославија се префрлаше во архив на Југославија. Беше едно мешано време, но ете, некако човек е храбар и после бев свесна се што можело да ми се случи. А во тие моменти гледав само да донесам документи. Веројатно и младоста си го прави тоа да се жари. Па сигурно, толку години. Професорке, ајде да разработиме темата развојот и достигнувањето на македонската историографија од почетокот на 70-тите години на 20-тиот век до осамостувањето на Република Македонија од 1970 до 1991 година. Ете и тоа го опфативте во оваа книга. Значи, тоа е еден период во кој ние сепак имавме на политичка контрола над историјата и историчарите. Така. Значи, но сепак, оние документи кои се открива за османскиот период се носе од странски архиви, британски документи, турски документи, австријски документи, се големо, голем фонд и едно културно наследство кое Македонија го доби, бидејќи, ви кажав, ние немавме своја држава и своја архива до 50 година, кога формиран архивот како државна институција. Но се направи, значи, огромни збирки се издадоа на документи, цели едици на странски документи, кои е многу важно за македонската историографија. Од другата страна, многу се форсираше народно-ослободителната борба и доминантно беше се до распадот на Југославија и осамостување на Македонија, доминантно беше проучувањето, барем кај историчарите, на историјата на народно-ослободителната борба. Так. Тоа беше, дури имаше еден период во средината на 80-тите години, по 200-300 страници дневно се продуцира од таа историја на НОБ. И тоа беше и најголем беше акцентот ставен на средновековната историја од политички причини, бидејќи се сакаше да се покаже дека македонскиот народ заедно со другите југословенски народи е словенски народ заради нивното заедничко потекло, нивна била вековна желба да живеат во една држава. Значи тоа беше политичко оправдување за постоењето на Југославија како заедница на тие словенски народи. И тоа затоа многу се даваше акцент на средновековието, а се поставуваше антиката. Значи со одредени наши археолози кои се занимава, античката историја беше сосема запоставена. Дури во првата историја таму која излезе на југословенските народи, 3 или 4 реда има само за антиката, што значи словенството значи се угушуваше. И затоа токму после 91 година имавме една контратежа, се бараше равнотежа. Средновековието беше доминантно до 80 година заради словенството од политички причини, а потоа веќе сите југословенски народи, не само кај нас таа вулгарна антиквизација како ја крстија нашите овие продадени политички сили. Но значи антиквизација се јави во Србија и во другите, во Хрватски, така натаму. Значи сака да го преметна тој доминантен период на изучувањето на средновековието и на словенството со нешто пред тоа. Значи бидејќи ние словенството не виси на воздух, дошле словените или не дошле, не е важно, не навлегувам во тезите, но тука имало цивилизација, имало стари народи, не само во Македонија, насекаде. Значи сите народи се навратија на антиката во одреден смисол, бидејќи таа беше запоставувана до 90-тите години. Професорка Вилета Ачковска, предлагам куса пауза. Драги слушатели, по рекламниот блок продолжуваме со емисијата Македонски корени со нашата денешна соговорничка, познатата професорка Вилета Ачковска.
Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.